действува во три клучни насоки за реализација на ова национална визија. Прво, спроведување на проектите од програмата на владата 2024-2028 година. Ке направиме јасна слика за актуелната состојба, ке ги прегледаме акцијските планови и ке се залагаме за силен и мерлив интензитет во нивната реализација. Под два, решавање на натоложените проблеми од изминатите години, проблеми што биле оставени, одложувани или вложени секогаш на сметка на пациентите. Сега, тие ке нема веќе да се одложат, ке се решаваат со решителност. Воспоставување нова култура на стратешко и долгорочно планирање во Министерството, со акцент на националните стратегии како суштински документ, кои ќе бидат основа за изградба на одржлив, политички независен и стабилен здравствен систем, кој ќе служи на секој граѓанин со одговорност и отчетност. За да ги реализираме овие цели, ние ќе градиме нов систем базиран на 5 столбови, кои ќе ја водат реформата и ќе го трансформираат здравството во поправеден, поефикасен и поблизок сервис до граѓаните. Под 1. Стратешко планирање преку национална мапа на здравствени потреби. Прв пат ќе градиме цела мапа на здравствени потреби по региони и по општини, која ќе покаже каде недостигаат лекари, каде недостига опрема, кадар или функционални центри. Одлуките за инвестиции ќе се базират на факти, не на чувства или спонтани интервенции. Секоја нова болница, секоја набавка и здравствен центар ќе бидат дел од јасен и аргументиран план. Вториот столб, транспарентност и отчетност во здравствените услуги. Ке креираме платформа за следење на перформансите на здравствениот систем. Секој граѓанин ќе има можност да види каде се третираат побрзо, каде резултатите се најдобри и каде има потреба од унапредување. Повеќе нема да има бројки што се кријат по фиоки. Ке има отворени, разбирливи и мерливи информации во функција на континуирано подобрување на здравствениот систем. Третиот столб е професионален развој и зајакнување на човечките ресурси. Знаеме дека здравството не може да функционира без луѓе кои го оживуваат секој ден. Го ја закнуваме обучувањето на лекарите и на медицинските сестри, ги квалификуваме директорите на болниците и на сите центри и јасно ги разграничуваме клиничките од менаџерските услуги. Ке бараме професионални стандарди и ке бараме системи за акредитација кои гарантираат квалитет и одговорност во секоја јавна институција. Четвртиот столб е одржливо финансирање и фокус на превенција. Ке го напуштиме слепото финансирање. Болниците ќе бидат поддржани според популацијата што ја покриваат и резултатите што ги постигнуваат. Следиме во реално време фондови, лекови, договори и донации. Воведуваме ново партнерство со ЕУ фондови и доброволно здравствено осигурување, се со цел да направиме систем кој ќе биде одржлив. Во таа насока денес го најавувам националниот програм, наречен Порано подобро, превенцијата започнува со тебе. Оваа програма е покана за грижа и одговорност за сопствено здравје. Целта на програмата е јасна, да ги открие болестите, што можат навремено да се третираат и да избегнеме сериозни компликации. Секој граѓанин на 40 години ќе има право на бесплатни здравствени прегледи за рано откривање на диабетис, хипертензија, срцеви и црнодробни заболувања. Превенцијата е најсилното оружје што го имаме и ќе започнеме со едноставен чекор – грижа за себе. Петиот столб, кој е централен столб за реформа во здравствениот систем, е столбот за дигитализација. Во срцето на секоја промена ја поставуваме технологијата како цел. Градиме целосен систем на електронско здравство, вклучувајќи електронска здравствена картичка која ќе функционира, дигитални рецепти и упатувања, платформи што се безбедни за ефикасно и поврзување на пациентите и лекарите. Воведуваме исто така меѓународни стандарди, се со цел да овозможиме
во иднина интеграција со европската мрежа myhealth.eu, обезбедувајќи сигурен пристап и еднакво за секој граѓанин. Почитувани граѓани, ние не градиме само модерен систем, туку здравство што размислува, што мери, што се грижи и што действува. Ова е нашата заедничка мисија.